Членови на Општинската изборна комисија во Штип во петокот не ги прифатиле документите на независниот кандидат за градоначалник на Штип, Трајче Митев. Митев во законски пропишаниот рок ги собра потребните потписи и јавно ја истакна својата кандидатура, а во петокот планирал тоа да го направи официјално. Сакав да ги поднесам документите, но ми беше речено тоа да го направам во понеделник, што за мене е одолговлекување и губење време. Дали за Митев ова се веќе првите предизборни проблеми и можеби обструкции кои тој ги најави уште при собирањето на потписите? Се е можно, но во секој случај не е добро. Ваков преседан во однесувањето на членови од ОИК во Штип досега не е забележан, па затоа мислење за случајното побаравме од председателката Сенка Андреева. Во петокот дојде полномошното лице на независниот кандидат за кандидатура, но не беше одбиен, само беше вратен да се дополни со одредени документи. Кога ние одбиваме, тоа го работиме цел состав на комисијата и даваме решение да, одбиено или примено. Прифатено и сето тоа се формира табела и се праќа до ДИК. Значи недостаток на еден документ. Еден документ што е многу битен, чисто, човечки и културно врати се, донеси го и две се реа. Како на овој случај гледаат од ДИК и што се ќе превземе? Веројатно се работи за стандардна процедура која што е предвидена и со изборниот законник, значи секој кој што се кандидира има обврска да донеси одредена документација со која што ќе ја потврди својата кандидатура. Значи не освен потписите кои што ги собра господинот, ќе треба да донеси одредена друга документација која што треба да биде комплетна. Општинската изборна комисија му дава во рокот предвиден со законот да го комплетира практично целото досие, кој ќе се заврши, тоа ќе се потврди кандидатурата.